актерка која има остварено завидни резултати во театарот и која допрва ветува во менаџерскиот бизнис. Виновник за добро посетените представи е затоа што знае добро да ги продаде представите на драмскиот театар. Само да набројам кои се незините ТВ драми, ТВ сериите наши години, Илинден, погрешно време, Цимери, филмот Јужна патека, драги мои, представите Викенд на мртовци, Свадба, Татко, Стапица, Не сега драга, Солунски патрди, Македонски рулет, Ладало. Не знам дали е во милост на директорот на драмски и дали уште се играат представите. Може еден аплауз за Душица Стојановска. Мали знак пажне. Фала ви многу. Јас сум трогната, навистина. Трогната? Трогната сум. Ногите ти клеца. Ногите ми клеца, не можам да Кака се... Папајце ми се. Радост на твоја голема радост, твојот син дипломира во Софија, така, и тоа стана глумец. Ни помалку, ни повеќе. Среќна си поради тоа? Па, не сум, обично знаете, тој што е глумец не сака сина да му биде глумец, меѓутоа, сакаш. Да, зашто бе жени, ова, све, гага, гратис. Нема пари, бе, Тони, пари нема. Пари нема. Љубов има. Кај бе, пари, не се битни пари. Да, добро, не се битни. Љубовта е најголема, точно. Во нашата професија љубовта е најголема работа. Тоа е тоа, така не убедија, нели, од мали научат. За љубов ке работиш ти, ја парите ќе ти ги зимам. Абе, ти си ме дзиркал таму една представа, разбуди се кате, да ми опишеш ти што си правил таму ти. Ти ли што си правил ти додека си ме гледал? Многу, Тоа за многу храбра, така, да не се зезаме во тоа време во кое што беше направена, нели? Да. Значи, она што во тоа време беше баук да се види малце погоре над коленици, нели? Се сакал пострене сцени. Па добро бе, брат. Учителке. За учителката ти си скажал сега, дај не збори, ја ти кажам за таа по географија. Ми има зборено за тебе. Сега не изгледам баш како што изгледам. Тогаш имав 22-3 години, стварно го изгледав и бев нели во прслук и гаки. Сериозно во тоа време во градот беше секс символ, нели, апсолутно, и имаше ли реакции тоа во Куманово? Лесно ти беше да фатиш дечко тогаш или веќе тогаш беше уврска? Публиката беше катастрофа, ја нешто играм. Чудно! А они јадат муки, човече, од това. И мене не... Соплакај се, мој! Што бе у Куманово, брат? Кеве ке каже, вајда како милосно. Навистина. Така беше. Ја нешто се дробам, глумам, они смоки јадат, човече. Сега, која е соплакањето? 9, брат, си мој. Ја играм како аматер, Бошко, Ленче Кумановче. И ајде бе Ленче, ајде, еве ти го рука да ме да појде за мене, нели? Ајде мори да ти ебу. Не може да издржи, пошто вас се мисли, нели? Дал да ми ја даде рука. Ајде мори да ти е. Вика, па едно време Ленче ќе каже, мамо, што да праву? А од публику, земи јуже, обеси се. Ама, тој е тој интерактивен театар што у Европа сега доаѓа умора. А вие сте први. Ние сме бежбани, бе, дуки кажи, апсолутно. Кога кажеш тие дофрлувања, нели, кој работи во на млади, и монтираме озвучување. Тоа се случува нека опера, однеле, од Емуц Никола Тесла, се бандити прва година, пубертетли, све со бубулици, и ги носат да гледат представа. Морате, вика, таа помусија. Иначе нема петка, не условува на времето. И како не отидете, вика, ќе имате музички. И сите плачеме по 100 денари, че гледа каква опера. И ништо, му свират на тој диригентот и почна интересно им биде. Многу беше нервозен диригентот дома. И почна кој со мастики. И едно пеше с мастики. И едно време да мисли, не можеше сирот да издржи. Стварно да беше од челик. И едно време, прекинете. Кога почна да се, да ми е диригентот ми се сите. Чутење децава, диригентот. Рече да свати операта. Кабе сири, почна да пцуе диригентот, нервоза сирот. Што да прави? Наш македонски диригент. Македонски.
sam smislio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio, vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on mi oprašta. To ni zna. Da ga volimo Maja, Dušica i ja. Kao da sam umoran i kao da sam star. Kao da je dosadno i suviše da znam. Ovaj krug sam skupio i opet sklopio. On te voli, on te nosi, on ti oprašta. Ona zna da te volim ja. Idemo i kao da, kao zabrana, kao dozvola, kao ne, kao da, kao zabrana, kao vozačka dozvola, okej! Suviše da znam. Ovaj krug sam skupio i opet sklopio. On me voli, on me nosi, on mi oprašta. Ona zna da je volim ja. Idemo! Kao ne, kao da, kao zabrana, kao dozvola. Kao ne, kao da, kao zabrana, kao vozačka dozvola. Честитам, пред некое време стана госпожа. Госпожа пред година дена. Пред година на дена. 14 мај минатата година. Да стапив на лудиот камен. Да? Толку тешко ми беше и толку мислев дека нема да стапам во брак. Знаеш како одминуваат годините, се повеќе имаш своји навики, свој стил на живот. Едноставно научуваш да живееш сам со себе си. Меѓутоа, чуден е животот и чудни се Божиите патишта. Од тој ден навака, односно непосредно од пред тој ден, почнав да верувам во судбина. И пази сега во што е тоа што велам, мислам дека почнав да верувам во судбина. 4 години се немавме видено, тој имаше кафуле во Бисер, јас бутик во Бисер кој го држам ден денес. Се немавме сретнато воопшто. После тие 4 години на ист датум се разделуваме од партнерите, од после дознаваме, нели, кога се сретнавме. Се знаеш, брат. Нели? Признам. Требаше да се избричиш, ти кажи. Признам. Имам по некој. Не, ова стварно е чудно. Мислам, шала настрана, ова стварно е чудно. И после недела дена контактирање, знаевме и двајцата, значи не беше потребно прашање дека сакаме да стапиме во 4 брак. години никаков контакт немавте. Значи не се видовме. Абе, лажеш. Не се видовме. Ништо Абе, мили- помалце подлажи. Ама генерално тоа е Купите кај градинката, Да, ајде. не можеш, знаеш како ти е. Мора малце сега, така треба Така да де, да. Дека да. Па на ќе телевизија сме. Се видовте после 4 години и за 10 дена, малтерне. и Се за договоривме месец за брак, да. Кога сакаш ти? Кога сакаш ти? Епа кога? Па другата недела. Девојки, Само што во слушате? матично немаше место, па моравме да чекаме. Меѓутоа знаевме, кога се видовме, знаевме дека тоа е тоа. Тоа е судбина. Така. Девојки, 10 години кидате со него, 4 години клоца. Не, 10 години немојте да идете никако. Никако. Никако, не губете си го времето. 400 таман. Па 200 таман ја мислам. Добро, вака, Во Маја. една година заеднички живот. Многу почитувам заеднички живот. Така. Друго е да се Па застануваш живееш си, бе, по кафулиња, а друго е да се разбудиш со Од таа секогаш си била отворена и за тебе мислам Да. дека не постои табу тема во животот, мислам како тема и во Македонија